По повод 113 години од загинувањето на председателот на Крушевската република Никола Карев, кои се навршуваат на денешен ден, општините Кочани, Чешиново, Облешево заедно со Центарот за развој на Источниот плански регион го промовираа проектот изградба на спомен обележје на местото на загинувањето на Никола Карев во Свиланово кај селото Рајчани. Одбележувањето започна со положување свежо цвеќе на споменикот на Никола Карев кај селото Тракање, каде почитна илинденецот му изразија делегација од Кочани и од братското Крушево, меѓу кои потомци од неговото семејство. Потоа караванот се упати кон местноста Свиланово, каде што е изградено спомен обележјето и каде што ни соодветна програма се одржа неговата промоција. За значењето на реализацијата на овој проект зборуваше градоначалникот Николчо Илиев. Проектот е финансиран од националниот буџет преку програмата за развој на планските региони за 2017 година од Министерството за локална самоуправа, Биро за регионален развој, со кофинансирање од општините Кочани и Чешиново, Облешево. За изградбата на спомен обележјето на местото на загинувањето на Никола Карев, Свиланово, се вложени 5 милиона и 600.000 денари. Историската димензија како база на овој проект се продлабочува и со меѓуопштинската соработка. Символично, ова тромеѓе на Кочани, Чешиново, Облешево и Пробишти изразено и во трите споени меморијални плочи на кој релефно стои ликот на Карев, дело на архитектот и уметникот Кочани Александар Гицов. Овој проект има туристички аспект, односно цел да привлече посетители од овој рурален, а како што и сами можете да се уверите, прекрасен планински дел од Осоговијата. Историскиот настан поврзан со една од најмаркантните фигури од подалечната историја на Македонија е поврзан со можноста за посета на излетници, туристи, викенд посетители, влюбеници во природата. Благодарност за реализираниот проект и ветување дека ќе биде асфалтиран патот од Спанчево до Свиланово, искаже и градоначалникот на општина Чешиново, Облешево Горанчо Крст. Изградбата на ова спомен обележје е од особено значење за чување на историјата, а се надевам во иднина ќе прерасне во едно туристичко и излетничко место. Ние како општина во иднина ќе вложиме напори во најбрз временски период да биде изграден и патот кој го поврзува спомен обележјето до село Спанчево. Благодарност за изграденото спомен обележје искажа внукот на Никола Карев, Трајче Карев, кој при тоа се пожали дека е тргнато името на револуционерот од химната на Република Македонија и побара одговор зошто тоа е направено. Фамилијата Кареви се незадоволни од така речено химната на Македонија. Во химната порано се пееше Гоце Делчев Питу Гули, Карев Даме Сандански. Неколку години од химната е исфрлен Никола Карев, нашиот дедо. Сакаме да знаеме по која основа и дали заслуга е исфрлен, барам да ни одговори некој историчар од нашата држава. За реализираниот проект преку Центар за развој на Источниот плански регион зборуваа представници на Министерството за локална самоуправа и Бирото за рамномерен регионален развој, кои потенцираа дека државата ќе се заложи за подинамичен развој на руралните средини и тоа од повеќе аспекти. Целта е овој дел од Осоговските планини да биде привлечен за посетителите и да ги збогати туристичките содржини. Тоа ќе предонесе и за нови инвестиции во туристичката инфраструктура и за изградба на нови сместувачки капацитети, а спомен обележјето ќе му даде достојно значење на председателот на Крушевската република Никола Карев, кој откако бил предаден загинал на ова место.